студиото со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16. Денеска гледаме. Венко Филипче пред 4-годишен мандат. Членството гласа за негов избор. Премиерот е убеден дека владината коалиција стабилно функционира. Таравари тврди не се приближува кон опозицијата. Царинските политики на Трамп го тресат светот. Владата очекува наскоро добри вести. Уште 68 повредени се на лекување во странство. Во домашните болници има 11 лица. Папата Франциск прв пат во јавност по болничкото лекување. Во овие вести за изборот на Филипче за претседател на СДСМ. Добар ден, останете овде, почнува веднаш. СДСМ денеска го заокружува изборот на Венко Филипче за лидер на партијата во следните 4 години. Како поминува гласањето, Теспина Тодоровска. Маријан од СДСМ информира дека гласањето од утринава тече без никакви проблеми, а до 14 часот правото на глас го оствариле над 10.000 членови на партијата. Со оглед дека Венко Филипче денеска е единствен кандидат за лидерската позиција, сосема извесен е и исходот од денешните директни внатрепартиски избори кои што ги организира СДСМ. Сепак близу 24.000 членови на партијата денеска гласаат во 78 општински организации низ целата држава. Правото на глас утрово го оствари самиот Венко Филипче, пошто порача дека и во следниот период неговиот фокус ќе биде на консолидирање на партијата. Избирачките кутии ќе бидат затворени во 20 часот вечерва, пошто ќе бидат соопштени и конечните резултати, а според информациите од СДСМ во текот на вечерта исто така се очекува пресконференција да одржи и Венко Филипче. Ги гледаме сите детали. СДСМ денеска го избира Венко Филипче како единствен кандидат за лидер на партијата. На редовните директни внатрепартиски избори близу 24.000 членови гласаат на 78 избирачки места низ државата. Првично закажаните избори на 16 март беа одложени поради трагедијата во Кочани. Исходот од изборите е сосема извесен, па Филипче вели дека како изминатите 9 месеци и следните 4 години ќе се фокусира на консолидирање на партијата. Истина не беше лесно изминатиот период, меѓутоа мислам дека консолидацијата која што започна, ево тек и секако ќе продолжи, понатаму ќе смени перцепцијата за партијата во следниот период. Имаме работа со власт која што навистина мислиме дека има лош перформанс. Ве подадовме и рака. Во една криза после настанот кој што се случи трагичен во Кочани, сметам дека е прво човечки, а понатаму и малку поинаков политички потек од тоа што било до сега, да работиме на работите кои што треба да покажеме заедништво, затоа што ниту една партија, ниту коалиција не може сама, тоа е пред се европската агенда каде што до сега има една навистина голема стагнација. Од СДСМ пак информираат дека гласањето од утрово тече без никакви проблеми, а избирачките кутии ќе бидат затворени во 20 часот. До 14 часот над 10.000 членови на Социјалдемократскиот сојуз го остварија правото на глас. За редовните внатрепартиски избори гласањето досега тече во најдолар ред согласно правилникот што е усвоен на Централниот одбор. Избирачките места 78 се отворени на време, се бајле во 8 часот, гласањето ќе трае вечерва до 20 часот. Членството на СДСМ верува дека Филипче е вистинскиот избор, кој може да ја консолидира партијата. СДСМ секогаш била државотворна партија, така и ќе остане. СДСМ за брзо време ќе се крене, бидејќи СДСМ во најтешкото секогаш била најака. Сметате ли дека Филипче е вистинскиот кандидат? Значи, Филипче не е сам. Значи, СДСМ има големо членство кое е континуирано, значи со години, 30 години, и членството секогаш стои зад председателот, така да СДСМ е еден тим. Па Филипче, како што го знам до сега и од сега, добар човек е. Ја мислам дека повише ќе допринесе од било кого до сега. Он е вреден, сналажлив и затоа го гласам.
Филипче за лидер беше избран во јуни минатата година на вонредните избори кои СДСМ ги организираше по оставката на Ковачевски, поради историски најлошиот резултат на парламентарните и претседателските избори. За разлика од денеска, кога единствено име на гласачкото ливче, на претходните избори Филипче имаше тројца против кандидати – Деспотовски, Петровски и Бајдевски, кои во предизборниот период обвинуваа за нерегуларности и нефер изборна трка, поради кој Петровска 2 дена пред изборите се повлече. Но и покрај ова, Филипче тогаш победи со освоени над 50% од запишаните членови за гласање. По денешните избори, Филипче има мандат од 4 години. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицковски смета дека владината коалиција стабилно функционира и покрај се почестите информации дека Таравари се врти кон Дуи. Владината коалиција е стабилна, тврди премиерот Мицковски по информациите во јавноста дека се распаѓа партнерската коалиција вреди. Премиерот не сакаше да ги коментира информациите дека Арбен Таравари ќе напушта коалицијата вреди и не одговори дали доколку се случи тоа вреди побарале од него да го тргне министерот за здравство. Мицковски уверува дека владата функционира обединето и единствено со 78 пратеници кои ја поддржуваат во парламентот. Во јавноста има многу информации. Јас би се воздржал од било какви коментари, само би кажал дека владата функционира обединето, единствено. Ова влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска поддршка во рамките на Македонското собрание, реално 78 пратеника ја поддржуваат, така што за разлика од минатото, која секој ден, јас разбирам зашто е чувствителна јавноста, кога секој ден на стаклени нозе висеше мнозинството, овој пат тоа е стабилно и треба да оставиме владата да работи како што е до сега. Со него на настанот беа и двајца од коалицијата Вреди, Изет Меджити и Билелка Сами, но не ги дополнија со коментар вака изнесените тврдења на премиерот. Алијанса на Таравари одржува партиско собрание пред почетокот на состанокот, тој рече дека се уште се дел од коалицијата Вреди и ќе се обидат да најдат заедничко решение. Негираше повторно обединување на партијата со Зијадин Села, иако на состанокот се појави со Исан Шабањи, кој беше дел од неговото крило. Не, нема такви тенденции, ниту пак се дискутира за тоа. Ние сме дел од Влен, ќе се трудиме до крај да најдеме решение. Ако не, сами ќе одиме на избори. Во однос на последните обвинувања од лидерот на Дуи дека албанците биле деградирани и се наоѓале во положба како пред 2001-та, премиерот одговори дека ваквите ставови немаат тежина за коментирање. Дуи наметнува етнички тензии оти се водат истраги против нивни функционери, вели Мицковски. Јас ги разбирам, во отсуство на идеи, во отсуство на креација, а исплашени бидејќи гледаат дека конечно одговараат пред законите, тие ќе продолжат да наметнуваат вакви теми. Тоа е нивен начин на политика кој што тие одвале да го водат и јас мислам дека е по мене погрешен. Јас би ги повикал да се вратат на оние платформи, на она зелена агенда која што ја промовираа пред неколку години кога џогираа на падините на Скопско водно. Можеби при таков еден џогинг им се разбистри умот и ќе дадат некоја квалитетна идеја. Ахмети вчера категорично негираше каков било договор со Арбен Таравари и порача дека Дуи не се резервна гума за сценарија на други коалиции. Ахмети упати отворена покана до коалицијата Вреди да ги напушти државните институции, објаснувајќи дека неговата партија не може да се користи како замена секогаш кога некој одлучува да се повлече. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Царинските политики на Трамп го тресат светот. Владата очекува наскоро добри вести. Уште 68 повредени се на лекување во странство. Во домашните болници има 11 лица. Владата наскоро очекува добри вести од сат околу царинските политики на Трамп. Премиерот тврди дека се во постојана комуникација со администрацијата на американскиот претседател, од која треба да произлезат токму добрите вести. Во меѓувреме политиките на Трамп во светот предизвикуваат се поголеми контроверзии. Премиерот оптимист по царините кои американскиот претседател Трамп ги воведе за речиси сите држави во светот, вклучително и Македонија. Откако Белата куќа одлучи македонските производи да ги царини со 33%, Мицковски вели дека владата е во постојана комуникација, а веќе денеска очекувал добра вест за македонската економија. Иако премиерот не беше доволно прецизен во одговорот, претходно од владата велеа дека ќе настојуваат со САД да се склучи договор за слободна трговија. Со нашиот стратешки партнер Соединените американски држави сме во постојана комуникација и со
Министерството за економија, кој што го предводи Хауар Лутник, кој што е мој личен пријател, и со Министерството за финансии, и со State Departmentот, и со кабинетот на председателот Трамп, и министерот Муцунски со државниот секретар имаше кратка средба во Брисел. Една од темите беше и оваа. На дневна основа работат тимови и телефонски се слушаме и разговараме. Очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија. Царините кои Трамп ги воведе за македонските производи се речиси на нивото на тарифата за Кина, чии што производи ќе бидат царинети со 34%. На удар на американските царини ќе се најдат индустријски, но и земјоделски и прехранбени производи кои од Македонија најмногу се извезуваат во САД. Според податоците од Државниот завод за статистика, трговската размена лани била 314 милиони долари. Извозот од Македонија во САД бил 118,2 милиони долари, а тука биле увезени американски производи во висина од 195,9 милиони долари. Експертите досега јавно говореа дека македонската економија нема да претрпи голем удар од американските царини, но влијанието ќе дојде откако нашите главни трговски партнери како Германија ќе почнат да ги чувствуваат последиците од мерките на администрацијата на Трамп. Додека светот се соочува со оваа радикална мерка на американската администрација, во Вашингтон протести против политиките на Трамп, организирани од коалиција на повеќе од 150 групи, меѓу кои организации за заштита на човековите права, синдикати и асоциација на ветерани, и илјадници демонстранти побараат Трамп да замине од овалната соба. I'm afraid, I'm worried for my kids and grandkids. These costs are going to affect them for a long, long time. I think the reset is going to be devastating to the people in this country because all it's going to do is reset it so that manufacturers in this country can raise their prices on. Стравувањата на странските економски експерти се дека Трамповите царини би можеле да предизвикаат глобална рецесија. Уште веднаш по нивното воведување имаа влијание врз берзите ширум светот. Даниел Василев, Сител телевизија. 64% од граѓаните сметаат дека владеачкото мнозинство не треба да прифати внесување на бугарите во уставот, дури и по цена на повторно одложување на почетокот на преговорите со Европската унија. Покажува најновото истражување што за детектор го спроведе Институтот за политички истражувања Скопје. Поделено според етничката припадност на испитаниците, дури 82% од испитаниците македонци велат дека не треба да бидат внесени бугарите во уставот, додека кај испитаниците албанци 56% даваат подршка за промена на уставот. 45% од испитаниците веруваат дека владата ќе го надмине спорот со Бугарија и ќе ги почне преговорите со Европската унија, што е за 3% повеќе од истиот одговор даден лани. Сепак 30% од испитаниците сметаат дека спорот нема никогаш да се реши, а само 7% сметаат дека до решение ќе дојде до крајот на оваа година. Доколку Македонија добие дополнителни гаранции, 41% од граѓаните сметаат дека треба да се пристапи кон промена на уставот, додека 43% испитаници велат не. Висок процент на испитаници, дури 50,5% сметаат дека новата американска администрација може да помогне да се дојде до прифатливо решение меѓу Скопје и Софија. Истражувањето на јавното мислење е спроведено од 1 до 4 март оваа година на репрезентативен примерок од 1050 испитаници. Многу е тешко за било која влада да направи некој чекор кој што ќе биде во спротивност со мислењето од 82% од незините гласачи, доминантно, иако е тука направена разлика по етничка припадност, гласовите на најголемата владеачка партија најмногу доаѓаат од македонската заедница и јас не бив многу оптимист дека таков чекор би се направил согласно овие сегашни услови. Тука доаѓаат неколку можности, оние гаранции што ние ги споменуваме од страна на европските институции, од страна на останатите држави членки, може да имаат некакво влијание, но според мене најдобрата гаранција би била создавање на подобра атмосфера со самата Бугарија и бугарското општество и евентуални чекори кои што би можеле да бидат направени од страна на бугарските институции. Сега ние, за да бидеме коректни, мислам дека ако ги анализираме позициите на бугарското собрание со оние документи, декларации кои што беа донесени таму, она што последна е усвоена таму, ми се чини дека тогаш беше при крајот мандатот на владата на премиерот Петков, декларацијата која што беше усвоена со поддршка на гласовите во собранието на партијата ГЕРБ на
поранешниот премиер Борисов, во суштина е поумерена од она што беше претходно донесено од страна на истото тоа собрание во однос на некои прашања поврзани со историјата или пак со некои идентитетски прашања во однос на нашиот идентитет. Така што можно е внатре во бугарското општество и на бугарската политичка сцена да се направи некаков чекор кој што ќе ги зајакне оние умерени ставови кај нив и ќе придонесе за релаксирање на позицијата кај нас, односно намалување на ова екстремно висока бројка која што смета дека овие сегашни услови се неприфатливи. Колку што сватев и колку што ми е јасно, одложеното дејство не е опција. Мислам дека беше и Марта Кос, која тоа го кажа меѓу редови и други, потоа и Вархеј, мислам дека во една прилика го спомена дека нема да дојде до такво нешто, односно дека не се расположени за такво, но тоа не е последната можност која е исцрпена да видиме што друго ни стои на маса како потенцијал, за да направиме, како што реков, некаков патоказ и некаков поизвесен модалитет преку кој би се движела нашата евроинтеграција, која не би удирала стално од нови зидови, затоа што мислам дека компромисот на капацитетот за компромис на нашата држава е веќе комплетно исцрпен, што го покажуваат и овие прилично драматични бројки. Инаку само за волја на вистината да кажеме, заради ајде да имаме ситуацијата и во Бугарија, во предвид ова се отприлика истите бројки како и во Бугарија на граѓани кои велат дека Македонија не смее да стане да ги почне преговорите без да ги стави нели бугарите во устав и да ги исполни оние барања кои на почетокот, и тоа треба да го кажеме, беа прилично мегаломански, па успеа да се сведат во оние кои се во преговарачката рамка. Значи од историската комисија, завршивме со историската комисија, со говор на омраза, со отварање на нели архивите во периодот од 45 до 91 и така натаму, со не знам делот за уставот и така натаму. Првите, пошто бев во тој период прилично детално брифиран, ако граѓаните дознаат какви беа првичните барања или ако се сетат, пошто се пишуваше за тоа, веројатно вие податоци ќе одат уште порадикално во негатива. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во интервју за грчкиот дневник весник Танеа оценил дека по трагедијата во Кочани европското единство повторно излегува на површина, а механизмот за цивилна заштита на ЕУ се покажал како клучен инструмент за справување со последиците од оваа катастрофа. Во интервјуто и се заблагодарил на грчката влада и грчкиот народ. Грчките болници ги примија првите пациенти евакуирани од нашата земја и продолжуваат да им обезбедуваат врвна нега. Подршката во вакви моменти представува силен одраз на вистинско пријателство меѓу нашите две земји, однос што мора да продолжиме да го негуваме и градиме, истакнува Муцунски. Осванувајќи се на билатералните односи, министерот ја истакнал средбата со неговиот грчки колега на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации од септември 24 како значаен чекор кон зајакнување на дипломатскиот ангажман. Постои голем потенцијал за проширување на соработката во трговијата, инфраструктурата, енергетското поврзување, но мора да ги продлабочиме и врските во областа на економијата и културата, каде што меѓусебното разбирање и заедничкиот развој можат да создадат долгорочна доверба и просперитет. Поттикнување на деловни партнерства, туризам, студентски размена и културни програми можат уште повеќе да ги приближат нашите народи. Како НАТО сојузници и непосредни соседи имаме заеднички интерес за зајакнување на регионалната стабилност и просперитет, особено преку целосна регионална интеграција во Европската унија, изјавил Муцунски. Во моментов во медицинските центри надвор од државата се лекуваат 68 лица, односно еден пациент е испишан од медицинскиот центар во Љубљана и својот медицински третман го продолжува во друга држава каде лицето има здравствено осигурување, соопшти Министерството за здравство. Најавени се неколку исписи за пациенти за наредните денови по финализирање на постапката со протоколите. Непроменета останува состојбата на пациентите кои се третираат во странство, вклучително и состојбата на критичните пациенти, велат од здравство. Во клиниките во Скопје се лекуваат 11 пациенти, од кои 6 на хируршката клиника Свети Наум Охридски, 2 на клиниката за токсикологија, останува еден пациент на клиниката за пластична хирургија, каде 3 се испишани на домашно лекување и 2 во Систина. Секојдневно ја следиме состојбата со повредените пациенти и продолжуваме со информирање на јавноста на дневна основа, обезбедувајќи најдобра здравствена нега и грижа за сите пациенти, стои во соопштението на Министерството за здравство.
Сликите од кочанската трагедија оставаат трауми. Младите бараат безбедни места за собирање. Папата Франциск прв пат во јавност по болничкото лекување. Последиците од пожарот во кочанската дискотека ќе се чувствуваат и во иднина. Младите во Охрид велат дека не се чувствуваат безбедно. Велат дека е потребно да се работи многу за враќање на довербата за безбедност. Големиот пожар во дискотеката во Кочани, кој резултираше со трагични последици, остави длабоки трауми кај сите нас. Дел од младите по несреќата не се чувствуваат безбедни и како што велат сега се повнимателни и поинаку гледаат на тоа каде излегуваат и каде ќе ја поминат вечерта со своите другари. Во Охрид има случаи на деца кои откажуваат одредени активности стравувајќи за својата безбедност. Нема да е исто нормално, не научи на сите на лекции, треба да се почитуваат сите оние работи, процедури како што треба. И младите, ето можам јас да кажам ситуација која што во договарање за одредени активности во летниот период каде што требаше за младински размени да се одат конкретно со средношколци, некои од средношколците можеби во разговор со родителите во тој момент, во тој период откажа, бидејќи можеби сега и тоа не може да се суди, бидејќи нормално е и треба да се разговара и да имат доверба во се што ќе се прави, да се чувствуваат тие безбедни, затоа и ние младинскиот центар секогаш го нарекуваме простор кој што треба да е безбеден за младите, не само како простор каде што можат безбедно да се изразат и да не бидат судени, да може да споделат нешто и своето мислење, туку и физички безбеден простор каде што можат навистина се чувствуваат како ето ако не се дома дека таму можат да бидат и да го поминат своето време. Потребно е да се работи многу за да се врати довербата за безбедност, бидејќи тоа чувство сега е разнишано. И ние кога размислувавме за тоа си викавме кога бевме и ние средношколци или не знам во тие години кај сме оделе сегден, никогаш не си размислувал за колку е безбедно или не, гледаш да одиш со другарите да се забавуваш и тоа е тоа. И сега мислам дека ќе се повнимателни во секој случај и треба да се, и треба ако мислат дека нешто не е во ред со некој место и тоа да го кажат и да не се плашат од тоа, бидејќи станува збор и за нивната безбедност и за безбедноста на другите млади, после нив тие што ќе одат таму. Младинскиот центар од Охрид започнува со посебна програма за безбедност и заштита на младите, од основи на прва помош, справување со пожари, зборување со психолози. Нина Ритоновска, Сител телевизија. 19 специјализанти ќе можат да бидат вработени во Штипската клиничка болница, откако беше одобрено вработување. Новите вработувања релативно ќе ги задоволат потребите од стручен кадар. Штипска клиничка болница ќе распише оглас за вработување на 19 специјализанти. Пред 10 денови од Министерството за здравство добија зелено светло за вработување на стручен кадар скоро во сите медицински области. Минатиот петок добивме согласност за распишување на оглас за вработување на неопределено време на лекари специјализанти, што се добивме согласност за 19 лекари на специјализација. Специјалности горе-долу ги има скоро сите. Значи има 2 анестезија, има 2 гинекологија, 3 рентгенологија, има педиатрија, има 2 и некои други специјалности. Новите вработувања според Захариев релативно ќе ги задоволат потребите од стручни лица во Штипска клиничка. Меѓутоа, потребата од среден и помошен медицински кадар се уште останува актуелен проблем на болницата. Доминантно следно вработување, дефицит голем што го има во болницата е на средниот персонал. Значи, недостаток има голем на медицински сестри, болничари и хигиеничари. Вкупниот број на вработени во клиничка болница е 420, но тој е варијабилен поради заминување во пензија, но и одлив на медицински кадар во приватниот сектор и во странство. Затоа се потребни континуирани вработувања во сите оделенија за да се задоволат потребите на пациентите од источниот регион. За Сител, Трајан Ристовски. 43 лица со ретки болести ќе добијат стипендии за средно и високо образование. Ова е дел од процесот на стимулација и подршка на овие лица и нивните семејства. Нина Ритоновска. 43 лица со ретки болести и посебни потреби од Охрид ќе добијат ученички и студентски стипендии, како и стипендии за магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитетите во земјава.
Стипендиите се доделуваат по претходно распишан конкурс за период од 9 месеци во учебната година. Можам да кажам дека сме единствената општина во Република Македонија која што доделува ваков вид стипендии. Оваа година 43 ученици и студенти се добитници на стипендиите. Стипендиите се даваат во траење од 9 месеци. Нормално додека трае учебната и студентската година. Иако стипендиите според председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски не се доволни да им се помогне во целост, сепак се еден стимул, односно помош и поддршка на лицата со ретки болести и нивните семејства. Ако можеме да кажеме дека тоа е нешто доволно и тие стипендии се и сумата и вредностите кои што добиваат се доволни, тогаш не е така. Навистина уште многу треба да се работи во тој поглед. Меѓутоа, како една силна поддршка и како еден силен ветар во грб кој што го даваме на тие лица и на семејствата, затоа што ние знаеме дека потребите кои што ги имаат тие лица, па само за лековите и терапија, за оние ретки болести кои што има, за оние кои што нема, тогаш изнаоѓаат соодветни решенија заедно со докторите, тогаш на тој план уште треба да работиме. Од Сдруженијето ретко е да си редоко иницијатор за воведување нова категорија стипендии. Се надева дека оваа мерка на Охридската локална самоуправа ќе служи како пример за останатите општини во државата. Нина Ритоновска, Сител телевизија. За законските процедури, кој смее, кој не смее да управува со пиротехника, за последиците и употребата, како се злоупотребуваат процедурите, има ли контроли? Во тема на денот, Ефтим Митров, поранешен раководител на пиротехничарите во ДЗС. А во продолжение блог Вести од светот. Српскиот претседател Александар Вучиќ денеска ќе го објави мандатарот за состав на нова влада.